Под мотото "Секогаш работа, секогаш Тетово, секогаш Македонија", ВМРО ДПМН ја продолжува изборната кампања. На средбите со граѓаните ги представуваат приоритетите кои пред себе ги имаат кандидатот за градоначалник и кандидатите за советници во локалната самоуправа. Носителот на советничката листа за локалните избори 2017 за општина Тетово, Александар Велјановски, на средбата во Саат Мало посочи дека програмата е направена врз основа на анализите и собраните мислења од граѓаните. Одобрување на условите за живот преку намалување на загадувањето, и тоа преку регулирање на количината на цврст отпад, решавање на проблемот со диви депонии во и околу Тетово, за кои никој до сега не одговараше, ниту морално, ниту па кривично. А бидејќи здравјето е најбитно, ние ќе понудиме реални и остварливи решенија за намалување на загадувањето, особено во зимските месеци, но и подобрување на состојбата со здрава и чиста вода за пиење. Конечно, ставање крај на хаосот во сообраќајот и изградба на нов паркинг простор и ревидирање на старите. Реконструкција и довршување на повеќе улици, но и изградба на нови паркови со зелени површини. Изградба на спортски сали, детски градинки. Изградба на нов православен храм и доградба на капелата. Носење на генерален урбанистички план и детален урбанистички план за целиот град Тетово. Исто така, особено, ќе внимаваме на локалниот економски развој на градот. Како што посочи Велјановски, ВМРО ДПМН отвори неколку местни комитети во Тетово, каде граѓаните ќе можат да остварат контакти со кандидатот за градоначалник Горан Маноиловски, носителот на листата за советници Александар Велјановски, како и со кандидатите за советници. На тој начин ќе можат да се запознаат со програмата на партијата за дејствување во општината во следниот 4-годишен период.